Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Црвенило, оток, болка во зглобот. Ова се обично јасните и болни симптоми на гихтот. Што ја предизвикува болеста и кои зглобови обично ги зафаќа? Зошто гихт почесто се јавува кај мажите отколку кај жените и на каков начин се дијагностицира и лекува оваа болест? Дали гихтот може да помине и само од себе или пак единствено со промена на начинот на исхраната? Имаме многу прашања поврзани со оваа непријатна и болна болест, а ќе ги упатиме на асистент доктор Филип Гучев, ревматолог од Универзитетската клиника за ревматологија. Ќе погледнеме блок реклами, а потоа ќе го проследите и разговорот во студиото на Телма. Се гледаме набрзо. Со асистент доктор Филип Гучев, ревматолог од Универзитетската клиника за ревматологија, денеска зборуваме за гихтот. Докторе, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Мило ми е дека сме повторно заедно тука. Докторе, каква болест е гихтот? Што ја предизвикува? Да, гихтот е метаболно заболување, што значи не е како повеќето болести со кои што работиме болест на имунитетот, туку е пореметување на метаболизмот, значи на начинот на кој што едноставно речено телото ја разложува храната. Всушност еден дел на таа една огромна низа која ние внесеме храната, таа се разложува нели на своите составни делови, еден дел на таа низа затајува. Еден ензим едноставно поспоро работи и како резултат на тоа се таложи еден нуспродукт, еден да кажам вишок хемикалија која што почнува да формира кристали во телото и тоа е таа мочна киселина која што веќе ја знаеме. Зошто во организмот се зголемува мочната киселина кога ќе се произведе во поголема количина, нели треба да се излачи преку бубрезите? Да, ама бубрезите имаат сепак одреден капацитет на исфрлување, нели? Така да почнува прво да кажеме дека не сите луѓе кои што имаат зголемена мочна киселина во крвта имаат гихт. Што тоа стварно мора да го дефинираме. Гихт имаат само луѓе кои што ги задоволуваат критериумите за гихт, меѓу кои што еден од нив е изголемена мочна киселина. Ама главно се карактеристичните напади, карактеристичните атаци, нели, за кои што ќе зборуваме после, оние болни отечени во спалени зглобови. Зошто се случува? Едноставно, како што јадеме, една состојка од ДНК-то во храната, што скоро се што внесуваме содржи ДНК, пурините, едноставно споро се разложуваат. И тој нуспродукт едноставно има таа способност да кога неговата концентрација во крвта е доволно висока, кај одредени луѓе почнува да формира кристали. Се можете да замислите, овие кристали се како иглички кои што патуваат низ крвта. Проблемот е, атаците се само, односно оние напади, се само видна манифестација на, значи, нешто што можеме да го видиме, да го осетиме, кое што е драматично и кое што не тера да изреагираме. Но кај овие луѓе, тие иглички патуваат низ крвта постојано. Тие се забудуваат за крвните садови и нив постојано ги воспалуваат. Така да, луѓето со гихт, што е многу битно, и помеѓу нападите, имаат значително зголемен ризик за инфаркти, за мозочни удари, односно за брзана атеросклероза. Ма дури ризик како да имаат диабет, неконтролиран диабет, што е навистина многу висок ризик. Значи, сериозно заболување, кое што ми споменавте дека тешко се дијагностицира, но ќе започнеме најнапред со ризик факторите, да ги офатиме сите кои што може да доведат до оваа заболување. Споменавте дека бубрезите може да работат нормално, а повторно да се јави зголемено количество мочна киселина во организмот. Дали полот игра некаква улога? Дали мажите почесто страдаат од оваа болест од жените? Да, дефинитивно мажите значително почесто страдаат и во основа до менопаузата кај жените соодносот е значително поголем кај мажите во однос од колку тоа што се јавува кај жените, иако е апсолутно мит дека кај жените не се јавува. И во светски рамки едноставно субдијагностицирани, премалку се дијагностицирани жените. Не се помислува на заради тоа што прво ќе помислиме на некој автоимуно заболување отколку на ова метаболно заболување за кое што очекуваме да дојде посебно некој крупен маж така во средна возраст, а не некоја жена, особено некоја помлада жена. После менопаузата, значи појавата на гихтот кај мажи и кај жени се изедначува. Така да се смета дека веројатно половите хормони, односно
половите хормони пред менопаузата, жените ги штитат од појава на ова заболување. Може да се каже дека возраста е ризик фактор? Кај повозрастните мажи почесто се јавува отколку кај помладите или пак еве кај жените во менопауза, годините се тука некаков фактор. се јавува почесто кај повозрастни, иако се јавува во сите возрастни групи, така да кажам самата возраст по себе не мора да се смета за ризик фактор. А наследност игра ли некаква улога доколку нашите родители имале гихт? Постои ли зголемена шанса да ни се развие болеста? Да, повеќето овие заболувања имаат некоја генетска основа, така да дефинитивно, бидејќи пореметување на ензим, значи една хемикалија што учествува во разложувањето на храната, како што рековме. Тој ензим е всушност протеин и тој е кодиран од ген. Така да дефинитивно основата е генетска, но пренесувањето на овие гени, бидејќи обично не е пореметување на еден ген, туку е на серија гени, прво не е точно дефинирано кои гени се, не се тестираат редовно, за да не мислат гледачите дека можеме едноставно да направиме генетски тести, знаеме, да се изолира еден. Клинички се поставува диагнозата според тегобите и според лабораториските наводи. Но сепак да, има поголема шанса да луѓето кои што во семејството ја имаат болеста, апсолутно ја пренесат на своето потомство. Ризикот е мал, но сепак постои. А зошто болеста порано се нарекувала болест на кралевите? Да, заради тоа што било прилично честа во кралските семејства, особено ако добро паметам, мислам дека британското кралско семејство и овие Хабсбурзите. Тоа е веројатно заради тоа што едноставно веројатно гените ги пренесувале во потесен круг. А и се разбира, имале богата исхрана која што не била толку карактеристична за другата популација, особено месо. Се пријадувале со тие продукти? Општата популација тогаш не јадела толку месо, за разлика од побогатите, како например кралевите кои што јаделе доста месо. Така да тоа сигурно допринело и ова, да кажам, пренесување на гени во потесен круг, сигурно допринело до концентрација на болеста во одредени семејства. Месото е посебно ризично кога станува збор за храната? Најризични се изнутриците во основа. Изнутриците се како џигер, слезена. Да, џигер, слезена, мозок, тие. Значи сите изнутрици имаат во основа најконцентриран ДНК материјал и во основа се најконцентрирани за создавање на мочна киселина. И алкохолот е проблематичен. Алкохолот е проблематичен од две страни во основа. Па пивото е најлошо, бидејќи пивото е апсолутно најлошо, заради тоа што пивото што прави? Во пивото има состојки кои што и, значи, кога ќе се разложат, создаваат мочна киселина, а и самиот алкохол по себе, телото едноставно кога ќе види алкохол мора да приоритизира што да фрли, што да исфрли од себе. Тоа е на почетокот на нашиот разговор всушност, ако имаме нормални бубрези, зашто пак се насобира толку мочна киселина. Дополнително се концентрира мочната киселина заради тоа што телото кога ќе види алкохол и мочна киселина, секогаш приоритет на алкохолот ќе му даде. Така да мочната киселина дополнително ќе се концентрира и заради тоа овие луѓе имаат многу често напади после големи прослави, некои свадби или слично, каде што има прејадување, каде што има многу алкохол и слично, и многу често после тоа добиваат атаци на гихт. А треба да имаат покачена телесна тежина за да се случи сето ова или тоа е не ризик мора фактор. Да Тоа е дефинитивно ризик фактор, бидејќи еден од и диагностичките критериуми е да луѓето имаат, значи за гихт, е да луѓето имаат некој кардиоваскулаторно заболување, особено зголемен крвен притисок, што е доста почесто кај крупни луѓе. Како изгледаат нападите од гихт? Дали најнапред зафаќаат само еден зглоб на стартот, на почетокот од болеста, или зафаќаат повеќе зглобови? Како изгледа тоа? Може да зафатат и повеќе зглобови. Тогаш обично ги збунуваат докторите, заради тоа што ние сме научени на она што е најкарактеристично. И гледам и некои од сликите, да, навистина, а тоа е она воспаление на базата на палецот на стопалото. Тоа е извонредно карактеристично и тоа кога ќе се случи посебно со црвенило и со многу силна болка е извонредно карактеристично за гихт. Не секој таков напад е гихт
и апсолутно да апелирам, не особено искривување без извонредно силна болка, не апсолутно не зборува за гихт или зголемена мочна киселина, со искривување без класичен напад. Значи тоа си ортопедски некој проблем, Апсолутно, апсолутно. Тие искривувања се доста чести заради чевлите и слично. Така да, но гихтот дава напад, воспаление на зглоб кој што се смета за трета најсилна болка во медицината. Значи после породувањето и сфрлањето на каменче, да, се смета дека гихтот е третиот најсилен, предизвикува третата најсилна болка. Каква е таа болка? Прободува ли, тапа ли? Како опишуваат пациентите? Остра, силна болка, која што е толку многу силна да не можат буквално чаршав, лесен чаршав да спуштат врз глобот. Доколку значи ги допра, чувствуваат извонредна болка и мора веднаш колку време трае таа болка обично? Болеста е само ограничувачка. Дури без никакво лечење, по правило, би требало да пројде за неколку дена. Така да за неколку дена проаѓа и тоа што не треба да забораваме дека покрај тоа што болката ќе пројде, болеста останува. Значи оној ризик за повторни атаци, за повторна штета, за инфаркти, за мозочни удари и слично си останува. Она кое што често се прави како грешка е тоа што луѓето што не работат со оваа болест, сите знаеме од студентски денови, алопуринол. Алопуринолот е лек за намалување на мочната киселина. Ако на човек кој што добива атак и сметате дека е гихт, му дадете лек како алопуринол или фебуксостат кој што е понав за намалување на мочната киселина, ќе направите во основа извонредно лошо. Заради тоа што една само ограничувачка болест ќе ја продолжите извонредно многу. Заради тоа што овие лекови кога се даваат, мора да се дадат кога болеста е смирена. Значи откако ќе поминат симптомите. Да. Колку време по поминувањето на симптомите? Тоа е уметноста и умешноста, да кажем. Но во секој случај, што правиме? Имаме човек кој што се жали на карактеристичен напад, дијагностицираме гихт. Првата работа е збришување на тегобите, смирување на зглобот или зглобовите. Што се презема тогаш? Максимална доза на некој нестероиден антиинфламаторен лек, кој што се кетонал бруфен диклофенак. Се разбира, тука мора да внимаваме многу на бубрежната функција. Ако се бубрезите слаби, не би ги предпочитале овие лекови. Можеме тоа да го направиме и со кортикостероиди, но тука треба да внимаваме, се разбира, на луѓе кои што имаат покачен шекер или неконтролиран диабет, значи кај кои што не би ги преферирале тие лекови. Има и еден друг лек кој што на жалост, иако е ефтин и е стар и извонредно ефикасен, се вика колхицин, и е недостапен во Македонија и е недостапен од како ја воопшто работам. Но го има во околните држави, луѓето го набавуваат и е навистина ефикасен и може да ги смири овие тегоби. Кога ќе се смират тегобите и кога ќе дојде пациентот со смирени тегоби, ќе видиме, ќе поставиме една основа на нивото на мочна киселина и тогаш идеално е да се едно кратко време препокрие лекот кој што го смирил пациентот со почетокот на алопуринолот и потоа да се прекине лекот за болка и постепено да се зголеми дозата на алопуринол или фебуксостат до доза на лекот кој што со стилот на живот на пациентот ќе соодветствува на некоја вредност од 300 до 320 на мочна киселина во лабораторија. Значи затоа некои пациенти велат дека откако ќе го земат овој лек добиле напад на гихт. Точно. Сега појасните всушност за што се работи. А како ја дијагностицирате болеста? Што треба да направите за да поставите дијагноза гихт? Во ревматологијата тоа навистина е интересно, бидејќи си постојат критериуми. Искрено ги предпочитам оксфордските критериуми, мислам дека се од 2015 година. И во основа се собираат бодови на одреден број на различни знаци, симптоми и лабораториски наводи. Но сепак секаде стои во ревматологијата една основна, значи, да кажем, еден основен услов, а тоа е разумно да се исклучат сите други потенцијални причини за овие симптоми, што нели во медицината никогаш не е 100%, но се трудиме да бидеме разумни. Што влегува во дијагностичките критериуми? Машки пол. Потоа претходна историја или ако веќе пациентот има и дури да третира и да е добро третиран, висок крвен притисок или некакви кардиоваскулаторни заболувања. Потоа воспаление
на овој базата на палецот. Тоа високо значи не мора да го има, но ако го има, полесно се поставува диагноза. Тој зглоб најчесто е опфатен зафатен со болест. Точно. Потоа други критериуми се да зглобот кој да е зафатен, не мора да е тој, да е црвен, да е топол, да е воспален, да е силна болката. Дополнително се бодува да нападот е нагл. Значи ова не треба да е нешто што траело со години, па малку влошило сега. Туку треба да е нешто што или не болело или подболувало, но сега е оној атак кој што го пишавме, трета најсилна болка во медицината, не можам чаршав да спуштам, страшно е. Ако е нагла појавата, и тоа се бодува, и се бодува мочна киселина која што е под 350. Значи лабораториските референтни вредности се обично околу 420. Тоа е, да кажам, за општата популација. За гихт се гледа вредност од 350. Значи се што е над 350 се бодува како позитивно во диагностичките критерии. Значи на горна граница доколку е мочната киселина веќе постои ризик. Да, дури и да е во рамките на она што повеќето лаборатории го сметаат за нормално, да. Значи, ако е се што е над 350 се бодува како во диагностичките критериуми. Доколку се собера доволно од овие, во тој случај можеме разумно да кажеме дека пациентот има гихт и да си постапиме да го третира. А дали земате од течност од зглобот, онаа синовијална течност, за да поставите со сигурност диагноза? Тоа е едно од најсигурните, апсолутно најсигурните начини да се постави, бидејќи овие критериуми не го користат и тоа. Но заради тоа што многу често постои конфузија дали е тоа, колку е тоа. Да, апсолутно, мислам дали се работи за гихт, апсолутно златен стандард е кога може да се направи да на поларизационен специјален, значи микроскоп со поларизациона светлина се види дали постојат кристали. Значи се зема течноста од зглобот, се зема дел од синовијалната течност, една капка е доволна. Значи мала количина. Апсолутно, под микроскоп се гледа. Се капнува на стакленци, на тој посебен микроскоп се гледа, кристалите се многу специфични, значи како иглички се, но во различни агли светат различно. Во една поставеност светат жолти, во друга светат плави. Кога тоа ќе го видите, и посебно дука може дури да се разграничи, бидејќи телото на воспаление реагира со создавање на повеќе бели крвни клетки на леукоцити. Па дали леукоцитите ги јадат овие кристали, па обично распукуваат бидејќи се кристали. Дури може да се разграничи и акутен од еден, да кажем, подолго траечки гихт. А доколку не може да се земе таа синовијална течност од зглобот на палецот, што се прави? Токму заради тоа и не го ставиле, значи колегите од Оксфорд во диагностичките критериуми, бидејќи мутилантно е, навистина е страшно. Човек со таква болка дополнително му го боцкате зглобот за да се постави диагноза. Тоа јас лично не сум го направил и не би го направил. Пред се битно пациентот да е добар, но во кога не можеме да извадиме течност, одиме по критериумите кои што се клинички. А кога би можеле, например, кај луѓе кај кои што не е само палецот, туку имаме некој поголем зглоб, како посебно коленото, или некој друг зглоб, но другите зглоби најчесто под ехо тоа би го направиле, ако не е огромен изливот. Во тој случај, ако можеме, тоа навистина ни ги решава сите дилеми. Но најчесто не може да го направи. А на ехо се гледа промената што предизвикува гихтот? Можете на ехо со сигурност да кажете да, овие промени се резултат на кристалчињата од мочната киселина? Не може баш со сигурност да се каже. Дополнително у акутен атак, кога не можат ни чаршав да спуштат, уште сонда не е баш најпрепорачливо. Навистина ќе ги боли. Може да се види отокот. Нама отокот е прилично неспецифичен. Може да се види едно просветлување од кристалите. Дури некогаш, ако ова потраело, може да се види и натоложување на кристалите на раскавицата. Тоа се промени кои што се неспецифични. Има повеќе различни видови на кристални артрити, така да не би го искористиле тоа во да кажем за диагностицирање. Ќе ги поканим и гледачите од овој момент да се вклучат во денешната тема амбуланта. Почитувани, сега ќе имаме еден сегмент од емисијата што ќе биде контактен, во кој што и вие ќе можете активно да учествувате при креирањето на денешниот концепт преку вашите прашања, вашите дилеми, поврзани со денешната тема на која што говориме, гихтот и начинот на кој што се лекува оваа состојба. Откако пациентот ќе добие ваква диагноза,
Споминавте дека најнапред се даваат лекови за да се смират болките, потоа секогаш давате терапија за да се симне мочната киселина? Пак и повеќе. Или пак можеби пристапувате не знам со некоја диета? Диета апсолутно на сите им препорачуваме. Значи дури мислам имаме испечатено, имаме преведено и напишано испечатено соодветни исхрани кои што се трудиме да им ги поделиме на луѓето и да ги потсеќаме. За тоа таму секогаш најгоре е потенцирано, ве молиме, без алкохол, иако свесни сме дека живи сме и некогаш ќе се напиеме, се трудиме некој баланс да најдеме, но редовна примена на алкохол апсолутно е забранета. Особено на пиво, нели изнутриците се забранети, тоа мислам дека стварно морската храна ми се чини дека спаѓаше тука. Морската храна, да, апсолутно лимитирана. Што повеќе и ограничена примена на месо, на грашок, на граф, и тие се прилично богати со пурини, но во основа што правиме? На почетокот гледаме, значи, да ги едуцираме пациентите, им објасниме за што се работи и да најдеме некаков си баланс помеѓу нивниот стил на живот и дозата на лекот кој што ќе го примаат. И кај повеќето мислам дека сме разумни, после онаја болка што се случила, повеќе не ризикуваат, гледаме, дисциплинирани се. Баш така, мислам дека после тоа почнуваме веќе да воведуваме некој систем и наоѓаме баланс така да мочната киселина биде под 320, односно околу 300 би било идеално. Друго е многу битно да вежбаат, значи луѓето да се физички активни, да не се прекумерно тешки, како што кажа. Претпоставам дека се плашат да вежбаат откако ќе имат една таква болка во зглобот, вела да ги чувам стапалата. Да, но единствен начин да ги сочувате зглобовите да имате јака мускулатура во основа. Едно со друго е поврзано. И помалку да ги оптеретите, пошто тоа се носечки зглобови, да помала тежина едноставно ставите врз нив. Имаме двајца гледачи, ќе поразговараме уште малку на оваа тема со тежината пред се на пациентите кои што имаат гихт. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Кој е вашето прашање? Го поздравам докторот, а воедно и да му поставам едно прашање ако може. Секако, повелете. Ве слушаме, повелете кој е вашето прашање. Ајде. Се работи за гих на мажа ми, многу пати му се јавува на палецо на било која нога. А потоа му се јавува и на коленото, на раците, на зглобовите и сето тоа. Тие лекови алопуринол и на клофен дуо. Ама многу пати. На често се јавува. Притисокот му е 120, 130, до 140, 180, 70, до 200. Така, ви интересира што може да се направи, бидејќи проблемот и покрај терапијата е повторувачки. Претпоставам дека тоа е прашањето. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Докторе, што би советувале? Ова е одлично прашање, бидејќи има и луѓе како господинот. Значи, има луѓе кај кои што мочната киселина дури и покрај тоа што е добро контролирана и треба господинот да види дали навистина постојано таа се наоѓа под 320. Ако е така, во тој случај има луѓе кај кои што покрај тоа имаат чести напади. За тие луѓе е препорачено да постојано користат колхицин. Но тоа е под, се разбира, соодветна лабораторијска контрола, иницијално месечна, па после тромесечна од страна на матичниот лекар, ревматолог или интернист, чисто да следиме потенцијално јавување на несакани ефекти. Некои луѓе ретко, тоа е обично ниска доза на колхицин, не онаја терапевтска од барем 2 мг, туку можете со пола или 1 мг, и ова навистина да се смири. А има навистина ретки случаеви кај кои што дури и тоа не ги смирува, така да веќе во западните држави, во Америка, се даваат и биолошки лекови специјално за контролирање на овие, да кажем, најтешки форми на гихт. Што вклучуваат тие лекови, биолошките лекови? Тоа се моноклонални антитела, тоа се специјално дизајнирани протеини
кои што го смируваат воспалувањето, ги смируваат овие атаки, го смируваат воспалувањето и ги Ефикасни се? извонредно се ефикасни. Се разбира, ништо не е 100%, но тоа се лекови кога се друго не успеало, така да сите рачунете ресурси се исцрпени и како последна апсолутно, опција. да, така да и навистина за да се користат покажале апсолутно своја ефикасност значително поголема од останатите лекови. Ке ги слушнеме и прашањата на следните гледачи. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта. Го очекуваме неговото вклучување. Се надевам успешно. Добар ден. Еве се слушаме, така, добар ден. Поздрав до докторот. Благодарам. Имам едно прашање до докторот. Така, ве слушаме. Ампутирана ми е ногата. Така. Последните лабораториски анализи ацидум урикум ми беше околу 400. Дали треба да земам алопиринол или да не земам? Така, имате таква дилема. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега не знам телефонски дали ова можете да го малку е тешко да се каже искоментирате. од ревматолошки аспект, како ревматолог, од аспект на болеста гихт конкретно што зборувам. Ако сте немале ова што сега го зборуваме, ако сте немале атаки воспалување на зглобовите, во тој случај не треба да примате. Но постојат и други индикации, постојат и кардиолошки, постојат и нефролошки индикации, посебно доколку колегите на нефрологија сметаат дека имате слаба бубрежна функција и потенцијално, нели, создавате камчиња, мочно киселински или слично, имате некоја токсичност од тој аспект, во тој случај да, тие може да ви препишат алопуринол. На слепо да пиете без да ви препише специјалиста, апсолутно немате потреба, но ако ви препишал особено нефролог, во тој случај прашајте го нефрологот која е причината за тоа. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Еве ќе му дадеме уште една шанса на гледачот да се вклучи во денешната телма амбуланта и да постави прашање на темата на која што говориме, гихт. Добар ден. Нека се јави повторно, бидејќи не може да успее да се вклучи гледачот. Докторот, што зависи дали еден пациент ќе има акутен само проблем или пак повторувачки хроничен? Можете ли да процените врз основа на неговата состојба дали ќе се провлекува проблемот низ годините или пак ќе заврши за секогаш по дадената терапија? Тоа е да кажем класично веројатно медицинско прашање, каде што се провлекува и она кое што го викаме compliance, односно колку пациентот едноставно сака да ги пие лековите, има луѓе едноставно кои што имаат одбивност кон тоа, но за тие луѓе треба да си кажат и треба, како што порано не учеа, да направиме еден пазар, еден договор. Значи луѓето кои што инсистираат да не пијат лекарства, во тој случај мора да си извонредно посветени на квалитетен и здрав стил на живот, зборувам. Извонредно строги со диетата, извонредно активни, да пијат барем 2 литра вода на ден. Дури и тогаш нема гаранции дека може да бидат здрави, односно да немаат вакви атаки без лек кој што го контролира нивото на мочна киселина, но сепак тоа се нивни тела, па се договараме и се трудиме да направиме максимум. Уште двајца гледачи ќе вклучиме, се надевам овој пат успешно. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програмата. Да, вие сте, ве слушаме, повелете. Ќе ве молам, ве поздравувам телевизијата и многу убава емисијата и доктор Гечев. Благодарам. За кој сум слушала многу позитивни зборови. Имаме ја проблем со кичвата. 73 годишна сум. Лумбоишиалгија имам. Горартросија бил, не знам. Ишиалгија важно е, а и бромуаколи дортеин. Не можам ни да го прочитам. Дали го разбира докторот, не знам. Искрено не разбирам. Лумбоишиалгија. Значи, лумбоишиалгија, значи имате Ама проблем многу со големи болки имам. Секој ден ме боли. И тоа долги години. Сум била секаде. И на физикална, и на
А сега не знам ни физикално да правам, имам карцином на двојката ребра. Така, значи еден сложен проблем кој што не е од областа на ревматологијата, да немате има делумна, да, добро, имате уште нешто да доданете, да? Имате силни болки? Тоа е тоа? Да, не можам да се исправам, многу ме боли кичвата и се масирам со некој масти, пијам ова диклоџет 75 милиграма, ми дадоа, ама не помага многу. Дали да го пијам заедно со парацетамол, нешто некогаш и го комбинирам, ама пак болките си Така, перзистират, упорни се и барате решение за вашиот проблем со болките. Ако има нешто, докторот да ми некако помогне. совет да ви даде. Ви благодарам за вклучувањето. Ајде. Повелете, докторе. Сигурно не е лесно да се живее со секојдневни болки. Контрола на болка, да, апел и до особено матичните лекари. Нестероидните антиинфламаторни лекови како наклофенот се навистина ефикасни, но не се соодветни за овој тип на контрола на болка, бидејќи пациентката долго ќе ги пие и тие не се за долго пиење. Значи, апсолутно прават премногу несакани ефекти од аспект на кардиоваскулаторни, значи инфаркти, мозочни удари, крварење од црева, бубрежна слабост и мноштво други. Така да, контрола на болка, кај хронична болка, зборуваме болка како кај господјата која што долго трае и не планираме ние, но предвидуваме дека веројатно и ќе потрае. Значи, парацетамол до 3 грама на ден. Сега има и грамски парацетамоли во Македонија, конечно, така да можете тоа. Дополнително, не е идеално, но нешто како трамадол при извонредно силни болки, но тој исто така не е за предолга употреба, бидејќи ќе развиете толеранција, ќе почне да губи ефект. Во однос на болките, ако се работи за приклештени нерви, постојат група на лекови кои што служат за невропатска болка. Може невролог или и ние на ревматологија ги препишуваме, значи кои што служат баш за третман на тоа. Нешто што е вака over the counter што може да се купи се лекови алфа-липоична киселина како тиоктацид, аланерв, слично, кои што се послаби, но може долго да се применуваат и без посебни насакани ефекти. Останатите лекови како прегабалин, габапентин, дури и дури некои антидепресиви како дулоксетин, амитриптилин или слично, се прават комбинации на овие лекови. Идејата нивна е дека можете подолго да ги примате без насакани ефекти, да ја минимизираме примената на лекови како наклофенот и се разбира последно, постојат и локални инекции и блокови кои што може да ви помогнат, посебно ако ви е болката долж нозет. Така да треба некако комбинирано да пристапиме да ви го минимизираме примената на тие лекови и вежбајте. Знам дека ве боли, но мора да имате јака мускулатура на грбот. Кога ќе одите на физикална терапија, знам дека не можете сега заради карциномот, но сепак, кој што сте го поминале, се разбира, но сепак да ве научат вежби, да вежбате со нив кинезитерапија, акупунктура, значи тој тип на терапевтски процедури, масажи повремено, апсолутно би ви помогнали. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Се работи за болки во нозете. Добро. Ги зема овие лекови сопруга, алопунилино, не можам да ги прочитам. Добро. Гихто му се појавува де на едната нога и некогаш на двете нозе во исто време. Така. И предпоставам дека прашањето ви е што може да се преземе за проблемот да не се повторува. Да, прашање ми е некогаш дури ги зема по 2 таблети во дено, наеднаш. Така, јасно ни е прилика што е прашањето. Во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма. Дозирањето на алопиринол е прилично специфично за почеток. Што значи, прво дефиниравме не е лек за болката при акутен гихт. И да кажем, луѓето што имаат гихт, диагностицирани со гихт, пијат алопиринол, не треба да го прекинат во никој случај ако добијат напад.
но не треба да е зголема дозата. Значи треба дозата да остане иста, да се јават кај лекар, ние да го смириме нападот и после да видиме дали дозата на алопуринол била соодветна. Дозата на алопуринол по книга, по протокол е од 100 до 800 мг. Повеќето луѓе постигнуваат добра мочна киселина, односно она што го зборуваме под 320 во лабораторија кој ќе проверат ниво на мочна киселина, односно ацидум урикум, со околу 300 мг алопуринол. Има 100, 200 и 300 мг алопуриноли колку што знам на пазарот, иако тоа се менува, но најчесто луѓето пијат 100 мг алопуриноли. Значи треба да знаат и колегите и пациентите дека со 100 мг скоро никој не ја постигнува целта во лекувањето. Откако ќе се смири нападот, постепено зголемуваме, значи даваме 100, па ако немаме реактивација на болеста даваме 200, па ако немаме реактивација најчесто даваме 300 или по наша процена ако не било многу високо на 200 правиме контрола, па ако треба даваме 300, цело дека не ја постигнеме целта. Кога ќе ја постигнеме целта, во тој случај правиме контроли два преку глава 3 пати годишно да видиме дали е се окей и се разбира пациентот ако треба овој оди на лекар, не дај Боже ако има напад. Така да внимавајте сите вие кои што пијате алопуринол, а добивате напади. Значи никако да не ги прекинат за време на напад? Не ги прекинувајте. Ниту да го но да за време на напад не го зголемувајте, не ја зголемувајте дозата, едноставно останете на таа која што сте и проверете не само при напад, туку ако добивате чести напади и дури да сте меѓу напади, проверете која ви е нивото на мочна киселина. На жалост матичните лекари не можат да дадат мочна киселина, но вие можете со општата лабораторија од матичен лекар да си побарате, да си доплатите, не е нешто многу скапо, и ниво на мочна киселина. Вие секогаш при секоја лабораторија доплаќајте си ја мочната киселина или преку интерниста побарете се контрола на мочната киселина и гледајте да вредноста биде 320 или под 320. Ако не, кога е болеста мирна, кога немате напад, ќе треба дозата да се зголеми од страна на вашиот лекар на алопуринолот, се додека не го постигнеме оваа цел. Доколку некој е здрав, нема никакви проблеми, при случаен наод се добива висока доза на мочна киселина во крвта. Ке препорачате да се зема овој лек? Не, апсолутно значи превентивно не. Апсолутно не. А ако нема некоја индикација, ако нема некоја болест, апсолутно не и во основа никогаш не лечиме резултати. Барем во ревматологијата лечиме луѓе, ако има некаков проблем ќе ги третираме, инаку апсолутно не. Али би им препорачале да пијат повеќе вода и ако се обесни да слабе. Да, по правило препорачливо е минимум литро и пол, идеално 2 литра вода на ден за апсолутно секој, не само за луѓето со гих, да пијат. А смеат ли да пијат млеко? Тоа е едно од прашањата што се провлекува кај овие пациенти. Смеат, но не смеат да пијат 2 литра млеко. Тоа би било многу. Прво и за масти, но би било многу и за гихтот навистина би се преоптовариле. Млеко и млечни производи смеат апсолутно, но лимитирано, значи да не се во неограничени количини. Како да кажам при секој оброк помалку би можеле апсолутно. И покрај терапијата споменавте секогаш мора да биде присутна диетата. Да. Тој режим на исхрана доживотно ќе треба да се применува? Да, значи ензимот е доживотно оштетен, таложењето на кристалите се опасност е доживотно присутна, пиењето на лекови односно контролата на нивото на мочна киселина најчесто заедно диетата заедно со стилот на живот и пиењето на лекови е доживотна, така да молам третманот е доживотен покрај тоа што немате напади и така навистина ќе имате и долг и квалитетен успешен живот. А зглобот, конкретно оној на палецот, кога ќе се искриви поради гихт, по земената терапија, ќе се нормализира состојбата, ќе се врати палецот во нормалната состојба, отокот ќе исчезна? На жалост не. Кај повеќето луѓе нема да се врати. Има силиконски влошки, особено за сите прсти се згодни, кои што може да ги исправат прстите, да ги вратат во нормално, малку се неизгодни иницијално за носење, може да се врати, но само преку колегите ортопеди кои што прават интервенции, кои што тоа може да го исправат. И оние кои што имаат покачена телесна тежина, ги советувате да изгубат килограми? Апсолутно. Брзо, споро, важно ли е тоа? Ако нагло изгубат тежина, ќе направат проблем? Во основа е битно да е трајно.
Значи да нема јојо ефект, да ослабат па повторно се поправат и слично. Апсолутно, значи битно е навистина да биде трајно. Идеално е да тоа се направи со промена на стилот на живот. Значи да се навикнат дека ќе имаат одредена спортска физичка активност редовно, да тоа е стил на живот, да не е диета. Диетата е за гихтот е дел од, мислам, едноставно смирници во исхраната. Но да знаат дека 2, 3, идеално 4 пати во неделата ќе имаат некаква спортска активност, да уживаат во тоа, да се откажат од работи како што се, да кажем, прекумерно, и во основа ако може и целосно да се откажат од леп, од некои концентрирани шеќери од типот на чоколади, пијалоци со додатоци на шеќер, газирани и негазирани, дури оние 100% сокови се преполни со шеќер. Навистина. Убава, можеме сите да се исцедиме. Драматична промена во исхраната треба, не? Па нажалост модерниот свет некако не натерал да функционираме со многу рафинирана исхрана, иако мислам споредете како изгледа да се напиете еден сок од продавница, наспроти тоа да се исцедите помаранџа. Мислам дека енергијата што ќе ја чувствувате после исцедениот сок ќе ве натера да си сепак да си цедите дома. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за бројните убави појаснувања, јасни појаснувања поврзани со оваа специфична и болна болест. Мило ми е дека бев тука повторно со вас. Почитувани доктор Гучев, ревматолог, беше дел од денешното издание на Тилма Амбуланта. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте. Внимавајте на вашето здравје.